Страутната трагедија во Кочани го отвори и прашањето зошто Македонија со години нема центар за третман на изгореници. Дали требаше да се случи вакво нешто за да се размислува за повторно ставање во функција на Центарот за изгореници во ГОП 8 септември. Дури и да имавме центар за изгореници, ние повторно ќе бевме во ситуација со првите 4 пациенти тие да бидат блокирани, вели првиот човек за здравство Таравари. Секако дека немавме за сега план пред да се случи ова. Сега ова ќе акцелерира нормално процес на креирање на таков центар, барем таму кај што постоело. Постоело во 8 септември и во градска болница. Јас од тука одам за градската општа болница и со директорот прва работа што ќе збориме е трансфер на уште неколку пациенти што се таму и се во посериозна состојба за тука, и второто е дали можеме да направиме таму центар не само за изгореници, туку и центар за гангрени. Тоа го збориме одамна. Тоа недостасува во државата, ни се случува пациенти кои што се хронични, да ги задржуваме во клиники, да немаме места за пациенти кои што и се итни, а немаме центар за гангрени. Според Клековски, клучното прашање е дали ни е потребен центар за изгореници и стручната фела тука треба да го каже својот став. Доколку се знае дека во 2024 година сме имале само 5 тешки случаи со висок степен на изгореници. Ние во 10 години имаме 5 тешки случаи што сме испратиле во странство. И уште десетини што се во Македонија. Значи, прашањето е дека треба да направиме проценка дали ни е потребен тој центар тука или е поедноставно да имаме договор за соработка со Пирогов или Папа Николао во Пирогов во Софија или Папа Николао во Сон. Гледате дека последните неколку години сите случаи сме компликувани, сме ги спраќале во Пирогов. За одредена фаза, бидејќи повторно не е само да имате техника и кревети, туку треба да имате и доктори кои тоа го работат секојдневно. Во телефонски разговор за Телма, доктор Андоновска, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија со 35 годишно работно искуство, воедно и основоположник на Центарот за третман на изгореници во тогашната градска општа болница, вели дека здравствените власти и целиот здравствен систем реагираа брзо и соодветно во однос на згрижувањето на пациентите со изгореници. Но мора да се актуализира проблемот со формирање на современ центар за изгореници. Во однос на ставот на првиот човек на Фондот за здравство, доктор Андоновска со став. За мене е тоа неразбирливо, затоа што во Центарот за изгореници кој што постоеше 15,5 години, во тој период спрема статистиката која што е таму достапна, јас не сум во болницата од 2013 година, меѓутоа сигурно имам податок дека се лекувани 1316 пациенти со тешки, односно екстензивни изгореници, што би било просечно некаде над 84-5 пациенти годишно. Дополнително се третира на самото оделение и на оделението за детска хирургија во истата установа. Ценам дека во тој период, временски период, и на во останатите установи се лекува дополнително пациенти со изгореници, така да бројката со екстензивни изгореници сигурно би била 100 на годишно ниво. Според Андоновска треба да постојат два засебни оддели во идниот центар за третирање на изгореници, тоа е оддел за деца до 14 години и оддел за возрастни пациенти. Вистинска штета е што во минатото беа ставени вон функција два центри за изгореници, вели таа. Првиот во поранешна воена болница, а другиот во старата градска болница, кој беше отворен во септември 2000 година со помош на јапонска донација. Ставен вон функција во јули 2016 година поради планирано реновирање.